Битола. Тоа значи, јас ќе работам да привлекувам инвестиции. Познавам луѓе низ светот кои што би дошле да инвестираат во Битола, но сега за жал не доаѓаат бидејќи знаат дека овие криминални политички структури и нивните луѓе контролираат општината Битола веќе повеќе од 30 децени. Имаат лошо искуство со нив, кога некој бизнесмен доаѓа сака некоја фабрика да отвори, тие пари му барат на место да му даваат пари за да отвори фабрика. Тоа нема да се случи јас кој ќе бидам градоначалник. Нема да се случи затоа што ќе направам ревизија од 1991 година за работењето на секој градоначалник и на Советот. Каде парите се троши? Ќе ви кажам еден пример. Има една улица во Битола, на Нико Фундали, каде што сега ја завршија пред непол месец дена, улицата се прави повеќе од година дена. За жал, улицата поставено асфалт 2-3-4 сантими преку глава и сега ние треба да видиме што се случува со таа улица и со многу улици во Битола. Оти многу пати ставаат асфалт 2-3 сантими, колку да се стави, а најверојатно на книгите книжа дека ставиле 10-15 сантими. На секој можен начин се краде во Битола. Фирмите што одржуваат низ Битола, светлата, пример, да речеме, светилките, електриката, па и други фирми што се јавното комунално предпријатие Нискоградба, имаат луѓе кои што ја плачкаат Битола, поточно нас, граѓаните на општината. Јас ќе се борам против криминалот во Битола, ќе се борам против политичките мотивирани вработување, ќе се намали јавната администрација во општината и ќе се потрудам ние како Битола да инвестираме во капитални проекти. Не е само улица и тротоарче капитален проект, тоа не е ни капитален проект, тоа е фактички одржување и инфраструктура на градот. Јас ќе се борам ние да почнеме како општина да градиме одредени фабрики. Пример, може да се изгради фабрика на заточаци, може да се изгради фабрика за течка храна, пример, и сите село доколу што одгледуваат зеленчук, овоше, да соработуваме и да се троши во оваа фабрика за течка храна. Тоа можеме да го направиме со јавно-приватно партнерство. Ако никој тоа не сака да го направи, тогаш ние, општината, граѓаните, ќе мораме да почнеме и да си градиме наши фабрики. Ќе мораме да преземиме Битола од властите, од централата горе, од владата. Да се направи децентрализација на градот. Даноко нема потреба да оди во Скопје, па после да ни се префрлува директно тоа да си останува во општината. Све што ќе се троши. Има многу работи што сакам да ви зборувам, но не сакам сега цела програма да ја кажувам, бидејќи ќе ми земи многу време. Сакав да се обратам и ќе завршам моето обраќање према вас, почитувани жители на општина Битола, битолчани. Ако овој пат не одлучите да гласате за квалитетен човек, ако не одлучите да гласате за мене и дојде кој да било друг кандидат и стане наш градоначалник, ние самите ќе си продолжиме да се уништуваме и да пропаѓаме во една длабока црна дупка. Доста пропаѓаме 35 години, време е да за промени. Време е да гласате за Јорго Огненовски како градоначалник, време е да гласате за квалитетни луѓе во Советот. Затоа ве повикувам да се освестиме и една за секојаш да промениме нашата судбина, да почнеме и ние да живееме добар, квалитетен живот, да извадиме Битола од оваа длабока, јас ја велам символички септичка јама кој што ни ја креираа 35 години политичките структури на СДС, ДПМН, ДУИ и нивните полтронски партнери, поточно нивните неспособни криминогени градоначалници и советници. Благодарам за вниманието. Се гледаме на избори во месец октомври.